Дали имате детали од разговорите помеѓу министерот за надворешни работи Бујар Османи и премиерот на Бугарија Бојко Борисов? Што всушност е разговарано и дали има поместување во делот на комисијата за историските прашања? Разговорите помеѓу министерот за надворешни работи Османи и премиерот Бојко Борисов беа добри, но разговорите помеѓу министерката Екатерина Захариева и министерот Бујар Османи не се баш добри. А тоа што е предложено од таа страна ниту е добро соседство, ниту е братство, ниту најмалку е европско. И ако тоа така остане, треба да го подготвиме нашиот македонски народ, дека може да не отпочне првата меѓувладина конференција која што очекуваме во декември. Но јас верувам дека тоа не е став на премиерот Борисов, мојот пријател и брат. Верувам дека тоа не е став и на бугарскиот народ. Ние ќе направиме се во овие предстојни денови да изнајдеме решение. Ние прифативме заедничката историја или општата историја, како што ја викат во пријателска Бугарија, како нешто што е составен дел од нашето минато. Имаме своја посебна историја и македонскиот народ или Република Северна Македонија и бугарскиот народ или Република Бугарија. Уверен сум дека постојат решенија на проблемите, но дефинитивно знам дека јас и Бојко ќе изнајдеме решение на ваквите прашања заради тоа што решивме 5 историски личности и постојат записници за нивно заедничко чествување, или 3 историски периоди и постојат записници за нивно заедничко чествување. Верувам овој следен четврти ќе го решиме. Одличен мегдан е нашиот историски заеднички јунак Гоце Делчев, за да не сплотува, да ја зголемува соработката и поддршката. Убеден сум дека ќе постигнеме решение и ќе направиме се што е во наша моќ за да продолжиме по тој пат. Затоа што нашиот сон е Европа, која што го признава и целосно почитува правото на самоопределување. Ние сме македонци, кои што зборуваме македонски јазик и верувам дека таквите вредности ќе обстојат комплетно и во нашите соседи. А јас сум убеден дека и председателите на двете земји, председателот Радев и председателот Пендаровски, ќе дадат поддршка на овој процес, за да покажеме дека можеме заедно, двете земји, на основа на пријателството, на основа на братската поврзаност помеѓу двата народи, ќе покажеме европски вредности, меѓусебна поддршка, затоа што многу пати имам истакнато, премиерот Борисов направи многу за Бугарија, но направи многу за Западен Балкан и европеизацијата на Западен Балкан. Тој успеа да го врати целиот фокус на западноевропските или северноевропските земји кон иднината на Западен Балкан во Европската Унија. Организираше самитот за Западен Балкан и посвети огромно внимание. Беше овде во поддршките на решавањето на сите отворени прашања во регионот. Меѓу другото и во поддршките и охрабрувањата за да го постигнеме Преспанскиот договор. Отворивме огромни соработки помеѓу двете земји и верувам дека тоа така ќе продолжи. Повелете. Како ќе се гласа буџет без пратеници, бидејќи се позитивни со дојдови? Онлайн гласањето секој пат е опција. Јас верувам дека парламентот веднаш ќе помине на онлайн опција доколку тие се договорат така. Треба согласно деловникот, пракса е заедно власта и опозицијата да седнат и треба да работат на онлайн наставата. Еве владата следната седница во вторник ја има онлайн веќе. Ние немаме се уште лице кое што е со симптоми или заразено од членовите на владата и службите што работат со нас, но по препорака на министерот Венко Филипче, а тоа и комисијата за здравствена заштита, беше укажано дека согласно бројките треба се подготвиме за онлайн настава, за онлайн владени седници. Верувам дека и парламентот ќе биде многу разумен и ќе ја воспостави онлайн работата, затоа што тоа го направија колку што гледам скоро сите парламенти и во регионот и во Европа, така да постојат решенија. Многу е важно институциите да функционираат, да бидат будни, да бидат секогаш на штрек, за да го следат целиот овој период кој што на време го најавивме дека нема да е така лесен како летниот период. Овој есенски и зимски период, веќе гледаме бројките се големи. Мене ми е драго што
Од утрово ми беше пренесена информацијата од министерот Филипче дека комплетно успешно е направена целосна организација со подготовки на резервни доктори, медицински сестри. Влезена е пополека во употреба монтажната болница. Постојат доволно места, пред се за децата, но и за возрастните во државата, и ќе ги дигаме сите капацитети, секако заради тоа што гледаме сите дека бројките растат во светот, растат и кај нас, но останува помошта која што ја бараме од граѓаните, а тоа е да ги почитуваме мерките, да носиме маска, редовна дезинфекција, држење дистанца, ограничување кога немаме потреба на движење надвор, групирање или слично. Сето тоа ќе им помогне на нашите херои, тоа се лекарите и медицинските сестри, целиот болнички персонал кои што работат на оваа проблематика, секако се додека не се најде конечното решение, тоа е вакцината и лекот. Премиере, дали вечер во полнок ќе можат македонските државјани да патуваат во странство во соседните држави без ПСР тест, како што можат соседите да доаѓаат при нас? Така, иако утре празничен ден, за нас е почеток на неделата, ќе можат граѓаните да патуваат во сите соседни земји, во соседните земји кои што влегува во регионот. Овде не станува збор за Грција, не знам со Бугарија конечно како е, но одлуката во регионот на Западен Балкан е донесена, така да границите ќе бидат отворени, граѓаните ќе може да патуваат во соседните земји, но апелирам само тогаш кога е најнеопходно. Сите имаме исти бројки од прилика на заразени, трендот на растењето е исти и дефинитивно не треба да правиме пречка за мобилноста, која што значи економија, која што значи и живот за граѓаните, но да патуваме тогаш кога можеме. Онлайн, по телефон, разговори, секој пат можеме да ги практикуваме за било што, само кога е неопходно препорачувам да се патува, заради тоа што само на тој начин ќе го заштитиме и сопственото здравје и здравјето на сите. Благодарам на прашање.